Почитувани, школската година одвај заврши во август, ако за крај на годината се смета церемонијата на доделување на свидетелства. Уписите во средно се одвиваа скандалозно, наместо свидетелства се приложуваа слики од дневникот и сега годината може да доцни со почетокот затоа што нема главни книги во училиштата. Имено, во ист работен ден, училиштата добија известување од Бирото за развој на образованието дека треба да ги подигнат главните книги за учебната 2022-2023 година, за потоа, доцна попладне, повторно да добијат известување да не бараат главни книги, бидејќи има печатна грешка во нив и поради тоа главните книги ќе треба да се препечатат. За печатењето почитувани повторно е одговорна фирмата Арберија, спонзор на ДУИ. Грешката во главните книги се испревртени страници без никаков редослед на описно и бројчано оценување, без редослед на редниот број на учениците, водење на ученици во основно до 18 години со еден збор целосен хаос. Според договорот, од 1. август годинава, Арберија дизајн од Тетово, омилената печатница на ДУИ и СДСМ, се обврзува дека педагошката документација и евиденција ќе ја испорача во рок од 5 дена по нарачката од Бирото за образование. Бирото, како нарачител, се обврзува да направи претходно контрола на техничката подготовка за печатење, квалитетот на печатените материјали и писмено да ја одобри дистрибуцијата. Почитувани, или Арберија не сработела како што треба по контролата од МОН, или контролата на МОН потврлила. Доколку Арберија не го испочитувала договорот за квалитетот и навремената испорака според договорот, тоа повлекува реализација на член 7 од договорот, односно повлекување на банкарската гаранција, односно банкарската гаранција треба да се активира. Цитирам, во случај на несовпагање на техничките и квалитативните карактеристики на испорачените печатени материјали, се повлекува сериозна одговорност, прво повлекување на банкарската гаранција, а потоа и одговорност на печатницата. Доколку пак Министерството, односно Бирото за развој на образованието, не направило контрола, тогаш повторно потребна е сериозна персонална одговорност кој тоа дозволил печатење на ваков неупотреблив материјал и на чиј тоа трошок ќе се спроведе препечатувањето на главните книги. Почитувани, образованието тоне, Македонија тоне, единствено што не тоне, а цвета е криминалот во Македонија. Доста е, образованието во Македонија не смее повеќе да биде жртва на бизнис интересите на ДУИ и СДСМ. Образованието не смее да биде позади журките и спонзорите на ДУИ и СДСМ, тоа треба да биде на прво место. На ова мора да има крај. Ви благодарам.